Грмнаа тапаните, писнаа зурлите и гајдите, тамбурите ги разбудија емоциите и заиграа срцата. Во Прилеп по 49-ти пат започна фестивалот на народни песни и инструменти Пеце Атанасовски. Фестивалот уште еднаш докажа дека е чувар на сонот на неговиот основач, а тоа е зачувување на фолклорот и нашата традиција. Се повеќе млади со гордост свират на народни инструменти и ги пеат песните на нашите предци. Јас сакам традицијата заради сета таа нејзина бујна разновидност и заради нејзините специфичности низ различни региони во нашата земја и се разбира заради тоа што таа е наша македонска традиција. Јас свирам на гајда. Го одбрав тој инструмент бидејќи како мал многу сакав да свирам на изворните инструменти. Започнав да тропам на тапан од мојата 3-та година, но сепак гајдата ми е подраг. Па има многу милозвучен тон. Започнав со играње, па потоа ми дојде мерак за првиот мојот изборен инструмент кавал, па започнав да го учам дома од интернет и со тек на време го усовршив инструментот, потоа се префрлив на кларинет, зурва и други дугачки инструменти. По 13-ти пат во рамки на фестивалот годинава се одржа и неколкудневен семинар за народни песни и инструменти, каде младите го надоградуваа своето знаење. Многу нови работи на многу нови техники за гајдата, многу нови ора научивме, се поминуваме прекрасно и секако вечер може да чуеме и да видиме што тоа ние сме научиле и што сме научили. Зошто гајдата? Бидејќи е прекрасен инструмент и бидејќи тоа е нашето македонското секако. И организаторите на фестивалот се задоволни од одзивот на младите да бидат дел од една ваква манифестација. Годинава на фестивалот учествуваат над 300 учесници. Годинава имаме многу млади учесници на фестивалот. Тие го негуваат својот фолклор, изворен фолклор од местата од каде што доаѓаат, а тука и семинарот за изучување на традиционални инструменти и песни на кој земаа учество деца од Скопје и од Прилеп. Секако младите генерации од година во година се повеќе се заинтересирани да ги изучуваат народните инструменти, народните песни, затоа што во последно време некако и преку овој фестивал, и преку семинарот кој што се одржува во рамките на овој фестивал, младите дознаваат дека овде на овој фестивал, освен што настапуваат групи од цела Македонија, ние и ги едуцираме сите што се заинтересирани. Фестивалот продолжува утре кај местноста Рудина во општина Долнени.